Добре дојдовте во ново информативно издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Следуваат најпрвин кратките најави. Рускиот амбасадор во посета на општината. Зголемен број тестирања за COVID-19. Продолжи протестот против промена на учителките. Амбасадорот на Руската Федерација во Македонија Сергеј Базникин денеска оствари средба со градоначалникот Максим Димитриевски. На средбата, како што информираа на пресконференцијата, се разговарало на повеќе теми од областа на образованието, економијата, но и за отворање можности за нови соработки во повеќе области. Изучувањето на рускиот јазик во кумановските училишта, воспоставената пракса за дополнителна едукација и доусовршување на високото образование на нашите студенти, продлабочување на економската соработка, но и отворање можности за нови соработки во областа на земјоделството се дел од темите на кои разговараа денеска градоначалникот Максим Димитриевски и амбасадорот на Руската Федерација во Македонија Сергеј Базникин на средбата во општина Куманово. Разговаравме за бројот на учениците кои што го изучуваат рускиот јазик во основните и средните училишта на нашиот град, дополнително и на тема на економија, за можна понатамошна соработка и користење на позитивните пракси, кои што веќе некои наши компании во општина Куманово, како што е примерот на фабриката за заварени цевки и профили ФЗЦ Куманово, која што активно соработува со компании од Руската Федерација и можности за отварање на нови соработки во делот на развојот на земјоделието. Граѓаните на општина Куманово имаат традиционални добри односи со граѓаните на Руската Федерација и сите тие позитивни искуства ќе се користат и во иднина, кои што се базираат на голем број на меѓународни соработки, како што е примерот на нашата гимназија Гоце Делчев, која што директно соработува со 13-тата Санкт-Петербуршка гимназија, каде што имаме размена на ученици. Русија секогаш била и останува посветен пријател на вашата земја. Ние сме подготвени за конструктивна и взаемно корисна соработка до тој степен и во оние области за кои се подготвени двете страни, рече на денешната пресконференција рускиот амбасадор. Нашата интеракција треба да се развива на деполитизиран начин, врз принципите на еднаквоста, взаемни доверба и почитување, прагматизмот и водење сметка за меѓусебните интереси. Длабоката взаемна поврзаност на нашите народи не зависи од политичките прилики. Руската страна секогаш безусловно признава самостојноста и автентичноста на македонскиот јазик, историја, култура и идентитет. Русите и македонците ги споделуваат заедничките вредности, вклучувајќи ги традициите на антифашистичката борба. Многу е драго дека во Куманово сека година на 11 ноември се одбележува денот на ослободувањето на градот. Голема чест и привилегија за нас да учествуваме во свечената церемонија со положување цвеќе им оддаваме почит на паднатите херои. Амбасадорот Базникин особено е задоволен од поддршката што општина Куманово ја дава за изучување на рускиот јазик во училиштата, повеќе од било каде во земјава. Амбасадата на Руската Федерација е отворена за соработка и сум убеден дека ќе бидеме во можност значајно да ја зголемиме во следниот период, рече Базникин. Продолжува тестирањето за вирусот COVID-19 во лабораторијата во Центарот за јавно здравје Куманово. Надлежните оттаму информираат дека периодов е зголемен бројот на граѓани кои вршат тестови. На дневно ниво се проверуваат над 100 пациенти, кои резултатите ги добиваат за неколку часа. За миналата недела имаме вкупно 887 прегледани пациенти, од кои 386 беа позитивни. Исто така тестираме над 100 пациенти, по тоа околу 40% се позитивни. По мој термин доаѓаат околу 50 пациенти на ден. Имаме исто така епидемиолошки болни пациенти кои доаѓаат, се јавуваат и извршуваме услуги. Исто така тестираме пациенти кои лежат во болница. Исто така и приватни кои прејавуваат само иницијатива да се проверат дали се позитивни или не. Јас мислам дека истите препораки треба да се чуваме колку што е можно, да се тестираме
за да знаеме дали сме позитивни, да не го пренасиме вирусот и мислам дека сето тоа полека ќе заврши како што треба, односно добро. Во истиот ден, за 4-5 сати ги имаат резултатите. Основното јавно обвинителство Куманово донесе наредба за спроведување истражна постапка против 25 годишен жител на Слупчане, кој во својот автомобил неовластено заради продажба држал вкупно 31,67 грама наркотична дрога марихуана, спакувана во повеќе помали пакувања. Како што информираат од јавното обвинителство на Република Северна Македонија, при извршен преглед на возилото, полициски службеници ја откриле и одзеле дрогата, а осомничениот се сомничи за кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Јавниот обвинител до судијата на претходна постапка на Основниот суд во Куманово поднел предлог за определување на мерката притвор против осомничениот, бидејќи постои основан страф дека може да се даде во бегство, но и да го повтори кривичното дело доколку се брани од слобода. Судијата донел решение со кое му е определил мерка притвор во траење од 30 дена. Учениците од 5А и 5Д одделение и денеска останаа дома. Родителите повторно излегува на протест поради промените на учителките. Помирниот протест во училиштето заминаа пред општинската зграда, каде што ги прими раководителот на секторот за образование. Повеќе во прилогот што следува. Втор ден продолжи бојкотот на родителите за честите промени на учителки во двете паралелки во основното училиште Крсте Мисирков. Родителите и овој ден не ги пуштија на училиште учениците од 5А и 5Д одделение. Нагласуваа дека ќе продолжат со протестите, се додека не се слушне нивниот глас. На денешниот протест раскажаа дека го повикале и раководителот на секторот за образование при општина Куманово, но тој не се појави. Малку не повредува како родители тој игнорантски однос кон нашите деца, значи кон нивните чувства. Секторот за образование Александар, вчера се слушнавме, се договоривме денеска во 10 да биде тука. Не се појави, на телефонските повици не одговара, од 9 саат бајле го барам нон-стоп. Ние сме тука, не се откажуваме, нашето барање не е исполнето, револтирани сме од целата ситуација која што се провлекува последните 2 години. Така да нема да се откажем и понатаму. Ќе бидеме тука и утре. Ќе бараме средби со градоначалникот, да се слушне нашиот глас, да се слушне што се случува со децата кои што треба на општеството да бидат најважни. Тие се иднината на општеството, а ако некој ваков став игнорантски покажува спрема децата, таков став покажува и спрема иднината на ова општество. По протестот во училиштето родителите заминаа пред општина Куманово, каде што ги прими раководителот на секторот за образование Александар Јовановиќ. Тој објасни дека не присуствувал на денешната средба, бидејќи веќе неколку пати имал состаноци со нив. Нагласи дека им објаснил дека процедурата е согласно законот и инспекторатот не утврдил никакви неправилности. И му кажал дека децата треба да се пуштаат на училиште за да не губат од наставата. На 3 месеци се даваат подитни и неодложни за завработување на наставен кадар во училиштата кои се на определено работно време. Потоа училиштата се должни согласно пристигнување на финансии од Министерство за финансии преку Министерство за образование и наука да распишат јавен оглас. На јавен оглас се јавуваат сите они наставен кадар, во овој случај одделенски наставници кои исполнуваат услови за работа согласно критериуми. Она што сум информиран, го повикав и директорот, ги повикав и родителите на состанок, веќе одржавме 4-5 состаноци, е постапено согласно законот. Значи законската регулатива е опфатена, на работа се примени оние кои исполнуваат услови за работа на определено работно време до крајот на учебната година. Потоа контактирав и Државен просветен инспекторат кој има направено увид во постапката, што се однесува постапката е спроведена она согласно
законската регулатива на работно место, на тие работни места се примени оние кои исполнуваат работни услови. Раководителот на секторот за образование побара разбирање од родителите и нагласи дека овие ученици од септември ќе преминат од оделенска во предметна настава, каде што ќе ги преземе класен раководител и уште 13 други наставници. Претходно и директорот на основното училиште Крсте Мисирков, Филип Колевски, потврди дека промените се согласно законот и нема никакви неправилности. Нема поголем број ученици кои што отсуствуваат од физичката настава поради проблемот со градскиот линиски превоз, рече денеска на пресконференција градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски. Тој посочи дека проблемот е евидентен, но вели дека од економски или други причини од страна на одредени превозници свесно се блокира постапката со цел да се покаже несоработка од страна на општината. Се уште неизвестно е кога ќе профункционира училишниот превоз, додека дел од учениците се возат до училиштата со веќе избраните линии, учениците од населените места каде што има жалбена постапка за линиите се снаоѓаат за превоз. Градоначалникот Максим Димитриевски смета дека и покрај жалбената постапка, превозниците требале да излезат во пресрет на барањата на учениците и општината по примерот на одредени компании. Она што е најбитно во овој момент дека немаме на територијата на општина Куманово голем број одсутни ученици од физичко присуство на наставата поради проблемот со градскиот превоз кој што го имаме и за кој веќе говорев дека можеби поради економски или други лични причини од страна на одредени превозници во овој изминат период се блокираа свесно со цел да се покаже несоработка од страна на општината, рече денеска градоначалникот Максим Димитриевски во врска со училишниот превоз. Ние се грижиме првенствено за здравјето на граѓаните, исполнување на сите еколошки услови и првенствено добивање на поквалитетна услуга, бидејќи нашите граѓани плаќаат за јавниот превоз во градот, а дополнително и општината, тоест државата, плаќа за користење на училишниот превоз. Ако вие сте компанија која што веќе 15 години и повеќе работи и функционира секоја година континуирано и влечете финансиски бенефити од овој начин на функционирање и работење, тогаш треба да имате и максимална флексибилност во вакви случаи, кога разговараме за 3, 5 или 7 дена, додека трае жалбената постапка, да имате сенс и слух да излезете во пресрет на барањата на учениците и на општината. Имаше компании кои што од своја страна излегоа конкретно и рекоа дека нема да сопрат со превоз на учениците, додека имаше и субјективни компании кои што лично го гледаат својот личен и економски интерес и рекоа дека нема да ги превезуваат учениците. Општина Куманово ќе направи се да го реши трајно овој проблем и еднаш за секогаш да се добие и квалитетен превоз и првенствено учениците да добиваат организиран превоз, онака како што е предвидено по законот, потенцира Димитриевски. Сите ученици кои што ги посетуваат средните училишта го користат јавниот превоз паралелно, додека учениците во основните училишта мора да им биде обезбеден специјален училишен превоз во посебни возила од страна на оператерите и ние тоа во иднина планираме строго да го контролираме и секако доколку има прекршување на такви постапки да го санкционираме како општина. Благодарам. Не е надлежност на секторот за образование, немаме законска регулатива ние да го регулираме превозот. Ние ги повикавме директорите, тоа го работат други сектори, ме поделена документација, се работи на тоа да се завршат повеќе линии, повеќето од линиите се ставени во функција, а директорите вчера присуствуваа на состанокот со другите сектори кои им дадоа напатствија како да ги решат ова проблемот со ангажирање на посебен линиски превоз за ученици. Вчера општината преку соопштение извести дека за линиите кои се во постапка ќе се регулира посебен линиски превоз со што ќе се обезбеди бесплатен превоз за сите ученици. Кога ќе започне посебниот линиски превоз за учениците кои што заради жалбената постапка за одредени линии останаа без превоз на почетокот на второто полугодие, зависи од тоа кога училиштата ќе склучат договор со превозниците. 24-годишно лице од Гевгелија вршело меѓународен превоз без соодветна документација, информира Министерството за внатрешни работи. Полициски службеници од граничниот премин Табановце по извршена контрола на патничко возило со струмички регистарски ознаки вчера по 21 часот констатирале дека Илје од Гевгелија вршел меѓународен превоз на патници без соодветна документација.
Од страна на Државниот инспекторат за транспорт изречени се соодветни санкции за возилото. Училишен прибор, ранци, новогодишни пакетчиња добија членовите на културно-уметничкото друштво Српски вес по повод празникот Свети Сава од членовите на проектот Сладки караван и манастирот Хиландар. Пакетчињата им ги додели главниот повереник на манастирот Милош Стојковиќ. Nama je veoma drago i značajno svaka podrška Republike Srbije i Republike Srpske. Imali smo čast i da gostimo predsjednicu Republike Srpske, gospođu Cvijanović, za Savindan. Danas imamo čast da ugostimo predstavnike države Srbije. I kako reče je gospodin Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, pre neki dan, Srbija zna da poštuje sebe, Srbija zna da poštuje svoje ljude i budućnost svoje dece. To je ukratko jedna veoma važna rečenica za sve nas, jer ovo je budućnost. Ova deca ovde su budućnost i temelj sve onoga što radimo i kao Srpski ves i kao Demokratska partija Srba u Makedoniji, Srpska zajednica i sve to kako ide. Jer samo tako možemo i opstati i ostati u ovim teškim vremenima, jer su naša deca ono za što se borimo sve vreme. I u ovim prostorijama i sve ostalo što radimo i za Savindan i za svaki dan u godini. I svaki dan je izazov za nas Srbe ovde, jer je i čast i ponos biti Srbin i u Kumanovu i Republici Makedoniji. Uspeli smo da proteklih nekoliko godina i opstanemo i ostanemo i sačuvamo ime i da sarađujemo sa našim braćom Makedoncima i sa Albancima i sa Romima i sa svima drugim ostalima, ali moramo prvo da poštujemo sebe kako bi poštovali drugi. Vaš karavan, Slada karavan kako ste vi nazvali, znači mnogo. I ove rančeve i školski pribor i paketiće, ja se nadam da je to samo početak i da će Srbija kao država, jedna od možda i lokomotiva ovog regiona, da još više da nama vetar u leđa kako bi uspjeli ne samo da opstanemo i da se razvijemo i da živimo normalno ovde u Republici Makedoniji. Pesma o Svetom Savi. U Stefana Nemanje, stara srpska glava, veliko imanje, sin mu Sveti Sava. Zidu crkve i slova, prve srpske škole, ispod Božjeg krova, svi ga đaci vole. I ne trebate vi nama da se zahvaljujete, nego mi vama trebamo i danas kažemo veliko hvala. I danas smo ovde, dakle, da u ime akcije Slatki karavan, koju organizuju zajedno već duži niz godina organizacija Ujedinjena Srbija, koja je najaktivnija omladinska organizacija u Srbiji, najprisutnija, tamo gde je najpotrebnije, i manastir Hilandar. I onda smo objedinili najveću i najaktivniju organizaciju i najveću i najznačajniju srpsku svetinju. Vi znate da je manastir Hilandar, draga deco, jedina neprekidna srpska karika. Šta to znači? To je jedina institucija srpska koja postoji od svog osnivanja do današnjeg dana neprekidno i nikada nije ukidana. Dao je Bog, pa su nam slični i običaji, pa se radujemo jedni drugima i kada slavimo, i kada pevamo, i kada tugujemo, i kada je lako, i kada je teško. Tako očekujemo i nadamo se da će i u Makedoniji, u Republici Severnoj Makedoniji, isto tako naš srpski narod da ima prava i obaveze, dakle i prava i obaveze koje imaju
i naša braća iz Severne Makedonije koji žive u Srbiji. Dakle, da slobodno mogu da čuvaju srpsko ime, isto onako kao što naša braća iz Severne Makedonije u Pančevu i u Beogradu čuvaju ime Severne Makedonije i kao što zajedno pevamo i radujemo se, tako da se i ovde zajedno radujemo, zajedno da slavimo, zajedno da pevamo, zajedno da težimo, jer to je Bog, to je pravoslavlje. Dalibor ima tu obavezu zajedno sa poslanikom, dakle da jedna delegacija, pa makar nas bilo i u nekoliko grupa, nema veze, da ovi časni ljudi ovde dođu da posete manastir Hilandar, da budu naši gosti. Dakle, ako ne možemo odjednom sve, onda u nekoliko grupa, svake godine po jedna grupa. Da Bog meni pokoj s junacima poda, skupom cenom majko plaća se sloboda. Ko ne pamti podvis košara junaka, nega stigne kletva kosovskih junaka. Во продолжение следуваат вестите од Македонија кои ги подготви Елена Георгиевска. Името, презимето и адресата на која ќе се спроведува изолацијата на сите граѓани што ќе добијат позитивен резултат на ПСР тестот во било која овластена лабораторија во државава, од денеска ќе се објавува на веб страницата на Државниот здравствен и санитарен инспекторат. Наместо со печатење хартии и доставување на решенија за изолација, нешто кое што им одземаше и време и ресурси на здравствените инспектори, од денеска на сила стапува нов начин на доставување на решенија за изолација. Ќе се смета дека од моментот кога името, презимето и адресата на граѓанинот позитивен на COVID-19 ќе биде објавено на страницата на ДСЗИ, тој го примил своето решение за изолација. Новиот начин на доставување на решенијата за изолација синоќа помина и на владина седница. Ваквиот начин на електронска објава на решенијата е законски, бидејќи ќе се врши со филтрирани податоци дозволени од Агенцијата за заштита на личните податоци. Вели за слободен печат директорката на Државниот здравствен и санитарен инспекторат, доктор Ирина Сотирова Бухова. Министерството за внатрешни работи на ист начин како и досега ќе ги добива овие списоци уште пред ДСЗИ да ги објави, така што контролата од страна на МВР нема да биде променета. Преку системот Мој термин секој кој прележал COVID-19 од страницата вакцинација.мк ќе може да го симне сертификатот за прележаност и тој ќе му служи секаде каде што законски му е побаран. Според владината одлука, измената се воведува поради зголемениот број на граѓани за кои се определува мерката изолација и поради намалениот број на денови за изолација, а со цел брз проток на информациите, намалување на временската разлика меѓу моментот кога е констатирана потребата за изолација, издавањето на решението за изолација и неговото објавување. Потврда за објавеното решение за самоизолација може да биде издадена и за потребите на основното јавно обвинителство или друг јавен орган со надлежност за увид во решенијата за изолација. Компаниите кои добиле финансиска поддршка преку шестиот пакет мерки, а не го исполниле условот за претворање на поддршката во грант, треба да вратат 20% од добиената поддршка, доколку го задржале истиот број на вработени или 50% од поддршката, ако имаат намалување на бројот на вработени. Обврските, како што наведуваат од владата, треба да бидат подмирени најдоцна до рокот за поднесување на завршната сметка за 2021 година. Близу 128 милиони евра се собрани од даноци во јануари. Управата за јавни приходи пресмета дека тоа е за 25% повеќе од собраното во јануари 2021 година. Во однос пак на собраните даноци во 2020 година, наплатата кај ДДВ-то е во пораст, но кај данокот на добивка и на личниот доход е забележано намалување. По обичај, наплатата кај ДДВ-то во јануари, споредено со јануари лани, пораснала за 33%, наплатата кај данокот на добивка за 6,25%, додека кај данокот за личен доход собрани се за 5,49% повеќе пари од лани. Споредбено со 2020 година пак покажува дека кај ДДВ-то има пораст од 30,83%, а кај данокот на добивка има пад за 0,85%. Пат од 0,81% има и кај данокот на личен доход.
Времето денес во Куманово беше променливо сончево со максимална температура која се искачи до 4 степен и минимална која беше 2 степени под нулата. За утре метеоролозите најавуваат облачно време со услови за врнежи од снег. Температурата ќе се движи во интервал од -8 до 3 степени Целзиусови. Тоа беше се во дневникот. Имајте пријатна вечер.